За легитимитет и кредибилитет. Следејќи ги анализите од сите демократски процеси во државите во светот, неретко е власта на владата да ја има една политичка опција, а опозицијата да ги добила локалните избори. И досега јас барем не сум слушнала дека некој оспорува легитимитет. Гласањето на парламентарни избори за сите нас овдека е 4 години. Не ни се гласа мандатот до локални избори. И не знам зошто цело време ги ставате на исто рамниште парламентарните и локалните избори, заради тоа што локалните власти се четврти, колку што знам, по редослед, нели, на власт. Друго, владата ја гласа парламентарното мнозинство, кое што де факто го има. И неретко се случува во владата да имало некакви коалиции, некој да ги напуштел, да отишел во опозиција и обратно тоа да се случува. Значи не гледам ништо спорно околу тоа. Ова е некоја нова теорија која што веројатно дека дополнително ќе треба некој да ми ја објасни. И уште една работа која што ме зачудува и еве би сакала да ми говорите. Вашиот лидер на партијата пред некое време најави дека ќе се обиде да формира ефикасна политичка влада која ќе биде способна да ги решава предизвиците и така натаму и така натаму. И тоа ќе го направи доколку биде сигурен дека тоа ќе биде влада која што ќе биде со сериозен кредибилитет и влада со силни институции. Одговорете ми на прашањето од каде ќе го извлечи легитимитетот, бидејќи како што ми е позната, вашиот лидер на партијата не беше исто така на листите за парламентарните избори. Благодарам.